Добар ден, ново издание на емисијата Наш нов гостин. Наш гостин денес ќе ни биде Васил Маневски, човек за кој што има многу да се зборува. Тој е бивш новинар, во пензија сега, меѓутоа има пишувано доста статии по македонските весници, има работено и во телевизија и во Македонската информативна агенција. За него може, како што реков, многу да се зборува, но тој самиот ќе си каже. Тој најпрво е човек кој што се уште има елан за работа. А од каде го наоѓа тој елан и од каде ја наоѓа силата за работа, ќе го прашаме него. Добар ден, Чичко Маневски. Како успевате еве и во пензија се уште да работите и што работите, на кој поле сте активни? Добар ден. Има една македонска народна поговорка која вели: човекот работата го краси, а мрзата го гнаси. И јас се трудам и во овие поодминати веќе години, длабоко сум навлезен во 8-та деценија од животот, нешто корисно да сработам, било во мојот двор, во мојата овошна или зеленчукова градина, било во областа на творештвото. Јас сум професионален новинар од Нова Македонија, од кога замина во пензија, продолжив да работам во новинарството како соработник на повеќе издавачки и телевизиски куќи, но најмногу мојата инспирација, мојот поттик за работа го наоѓам токму во амбиентот во моето родно село Трботивиште. Трботивиште е село кое е осудено, како и другите македонски села, на иселување, на пропаѓање, но ме радува фактот што во последниве неколку години почна да се градат нови куќи, луѓето инвестираат во викендици, во домови, во згодна прилика за вашата телевизија ќе ви покажам неколку такви убави примери. Интересно за вас е тоа што и оваа ситуација, COVID-19, вие ја искористивте да напишате нешто убаво. Да остане, за оваа непријатна ситуација, да остане нешто како историја. Што е тоа? Што пишувавте? Кога почна во февруари уште епидемијата од COVID-19, прво со неверица го примавме фактот дека тоа е болест смртоносна. Потоа почнавме да се навикнуваме и на мерките, и на изолацијата, и на препораките од здравствените работници. Јас, како долгогодишен творец, хроничар на пијанец и малеш, се зафатив со една благородна задача да направам една стихозбирка токму на темата корона. Стихозбирката се вика Корона Катрени, таа излезе при крајот на август годинава. Поради околностите, промоцијата се правеше во здравствениот дом Гоце Делчев во Делчево и со причина, бидејќи книгата е посветена на медицинските работници, на докторите, на сестрите, на сите тие што вложуваат на човечки напори да помогнат на болните, да ги утешат пациентите, да им пружат помош на немоćните. И во оваа пригода ќе ја изразам мојата благодарност на директорката на здравствениот дом, доктор Марија Григоровска, која се нафати и го напиша предговорот за мојата книга Корона Катрени, и доктор Билјана Ѓорѓиевска, која е авторка на рецензијата. Книгата е исклучиво составена од катрени, 100 на број, и втората
промоција по барање на здравствените работници од соседно Пехчево беше одржана во училишниот двор во Пехчево. Промотор беше нашата колешка, библиотекарката Габриела Костадинова, која исто така се занимава покрај другото и со пишување на поезија. Корона Катрените, книгата, технички ја уреди мојот почитуван колега и пријател Миле Ѓорѓиевски, познат македонски и светски, би можел да речам, хуморист, сатиричар, афористичар, кој вложи труд и напори да технички ја обликува и е печатена во печатницата Унистар во Велес. Тоа е ваше последно дело, ако не се лажам. Меѓутоа, претходно имате и други пишувани дела, поезија пред се. Јас со поезија се занимавам уште како ученик од основното училиште. Имам објавувано во тогашните весници Народна просвета и Народна задруга. Потоа како средношколец објавував во весникот Студентски збор и во Младборец. Во периодот кога бев веќе матурант, имаме издадено со мојот другар сопоет Боро Митев од Струмица. Првата наша книга се вика Љубов и страдање. Тоа е некаде 62-63 година. Од тогаш наваму имам издадено повеќе книги, иако главна преокупација ми беше како професионалец новинар, но сепак наоѓа време и за поезија. Во издание на издавачката куќа Просветен работник, чиј што уредник беше угледниот новинар Мишо Китановски, познат како хроничар на селото Вевчани, и покојниот Бојко Киранчиски, кој ја лекторираше. Книгата се викаше Зад твојот сон. Таа е издадена некаде во 70-тите години, ќе речам од минатиот век, и содржи главно патриотска и љубовна поезија. Поделена е на 3 циклуси, од кои јас во вашава емисија сега одбрав и некоја песна да ви прочитам, да ви презентирам. Ајде, да слушнеме. Сонет за средбата неочекувана. Над бело брдо се роеат звезди и светеа со сеајот на очите твои. Месецот чинев на крилот конј езди, в небесниот бескрај в беспатијата своји. Јануари, кал по калдрмата стара, ти чекориш со стапка трепет полна, јас крај тебе што ли ноќва барам, благословен сум или колнат. Не знаев дека толку ќе те боли средбата повторна неочекувана, не знаев дека за прошка ќе молиш, љубов моја долго жедувана, а имавме многу исти желби, мислевме за нас, че нема разделба. Тоа беше една од периодот на мојата младост и студентските денови во Штип. Така. За твојот сон има и продолжение. Годинава, односно минатата година, во август, беше издадено второто издание, дополнето од книгата, бидејќи немав ниту еден свој примерок, и за да ја преиздадам, се послужив со примерок од роднокрајното одделение во нашата библиотека, каде што има депонирани примероци. Во второто издание, покрај песните застапени од првото издание во За твојот сон, има дополнени еден циклус со 80 катрени, од кои некои јас ќе ви презентирам.
Но она што ја прави оваа книга посебна е насловната песна за Твојот сон. Во оваа пригода дозволете ми да ви ја презентирам за вашите гледачи. За Твојот сон и мојот сон се крие. Сонуваме пейсажи, патувања, младешки лудувања. Некогаш и сонот ме нервира, крвта ми врие. Некогаш спокојно спијам, срцето нормално бие. За Твојот сон и за мојот сон се македонци милион, со разбиени илузии и мечти за еднината, што разочарани ја напуштаат татковината, барајќи подобар живот некаде во туѓината. Одат во Америка, во Европа и Австралија, по бродови, по туѓи мориња и океани, стигнуваат дури до Аљаска и Нова Каледонија. Секоја вечер легнуваат со мисла мачна, ќе огрее ли сонце на татковината мрачна, ќе се вратат ли еднаш дома во Македонија. За Твојот сон и јас буден сонувам. Високи планини, плодни полиња, убави езера, реки. Сепак некоја јанза ме јаде, ме прогонува. Не ми дава спокојно сонот да си го сонувам. Се будам во безсознание, липајќи, плачејќи. Очите одвај солзат, шепотот занемува. Ако Твојот сон не се обелодени, крвта ќе замрзне во моите вени. Ќе продолжам и со отворени очи да сонувам, да го слушам крикот на татковината, повикот силен да се вратите, овде да работите, да градите, раце да си пружите, поддршка да си дадете, силите да ги здружите, заедно химната наша да ја пеете, заедно знамето наше да го веете. Тогаш сонот ќе престане да ме прогонува, тогаш на татковината ќе се израдувам, животот и Господ ќе ги славам, Македонија најаве ќе ја сонувам. Прекрасно, морам да признам. Освен што пишувате, вие имате и многу направени емисии, како за радио, така и за телевизија, документарни емисии, кои што го представуваат пред се пијанечкиот крај. Која е ваша најкарактеристична или емисија која што сте ја работеле со најголема љубов? Во мојот новинарски творечки опус, телевизиското новинарство зазема посебно место, иако професионално не сум работел во телевизија. Јас работев како уредник на Радио Делчево, уредник на весникот Локален пијанечки глас, дописник на повеќе весници во бившата заедничка држава Југославија, за Тањук, потоа работниот век го завршив пред пенсионирањето во Нова Македонија, а потоа работев за МИА. Но за мене беше предизвик да се зафатам и со некои теми кои не може да се обработат во 3 минути, во еден обичен новинарски извештај, коментар или кратка репортажа. Затоа направив неколку документарни емисии. Првата документарна емисија е реализирана точно пред 20 години за тогашната телевизија Здравкин од Велес. Тогаш се викаше Тито Велес се уште. Емисијата се вика Последниот Гемиџија. Посветена е на Павел Шатев, познатиот солунски атентатор, кој последен останува жив и учествува во создавањето на новата македонска држава.
тој доаѓа од Софија, каде што имал своја адвокатска канцеларија и се придружува на Народно-ослободителното движење. Потоа бил биран и во највисоките органи на македонската држава, близок соработник на Методи Андонов Ченто, првиот председател на Македонската слободна република. Павел Шатев е интересна личност, има многу богата биографија и тоа беше за мене еден предизвик. Прво направив една песна за него, песна за гемиджиите се вика, и беше исполнета на престижниот Скопски фестивал Песна за Гоце, или после наречен Гоцефест. Трагајќи по документи за неговото дело, за неговото наследство, одев неколку пати во Белград, во Софија, во Велико Трново, по нашите архиви, и имам богата колекција од документи кои ги имам приложено во архивот на Македонија, а некои од нив се користени во мојата документарна емисија Последниот Гемиџија. Во згодна прилика јас би сакал за вашава телевизија да дадеме некој фрагмент од неа. Друга емисија која за мене е од посебно значење е емисијата Светите води во Пијанец и Малеш. Се однесува на местноста Светите води, кај што има 3 извора, посветени на Мајката Божја Света Богородица, на Света Петка и на Света Недела. Според панонските легенди и според тврдењата на академик Харалампије Поленаковиќ, на тоа место кај што се светите води се подвизувале, твореле, работеле светите браќа Кирил и Методи во познатата брегалничка мисија. Во панонски легенди дури се вели во горниот тек на река Брегалница, на местото Равен. За жал, нашата историска наука до ден денеска го нема лоцирано точното место Равен, дали е тоа, како што имаме топоними во наша близина, Равнако, Равна река кај Пехчево, Равен, но во секој случај е во оваа локацијата е овде негде, во Пијанец и Малеш, во горниот тек на реката Брегалница. Таа емисија послужи да оваа местност добие во популарност, бидејќи беше емитувана на повеќе канали, преку моите колеги во телевизија Здравкин, во Штипските телевизии, во Струмичките телевизии, во телевизијата во Гевгелија, во телевизија Битола, Тера, чини ми се викаше, и тоа допринесе да голем број на луѓе кои имаат некоја мака доаѓаат да го посетат ова место, да залеат вода, да се напијат, да се измијат. Легендата вели дека тука во близина се наоѓа и еден Марков камен. Легендата е дека Крали Марко и неговата сестра Марија се натврлале од местноста кај што има манастир на Голак, Свети Пантелеймон, и сестрата го натврлила својот брат за 40 лакти. На Ѓурѓовден одат луѓе таму, особено сточарите, и од Марковиот камен ќе одронат некои ронки што ставаат во крмата на стоката, на коњите, на воловите, на
овците да бидат јаки, да бидат здрави, како крали Марко Силни. А од каменот на Марија, сестра му, па да бидат млечни, плодородни. Така да оваа емисија допринесе за популаризација на нашиот крај и до ден денеска доаѓаат луѓе. За жал, морам да кажам дека пристапниот пат до светите води е неможен со патничко возило, освен со теренско возило, джип, трактор. И една од задачите и на црковниот одбор од нашето село, па и општината и здруженијата на граѓани од нашава општина, треба да биде заложба да тоа место како историско, како туристичко, биде поврзано со пат. И јас лично ќе се заложам и кај некои од политичарите со кои имам добри односи, врски, соработка, да во еден од наредните проекти токму тој пат влезе во изградба. Се надевам дека ќе успеете во тоа што сте го планирале и дека навистина светите води Дај ќе Боже. бидат достапни за многу граѓани, не само од истокот и од цела Македонија, за да видат за што се работи. Со вас имаме уште многу да зборуваме. Се наоѓаме пред црквата во село Трботивиште, Света Богородица, заради тоа што сакавме да биде автентично и да го отсликува нашиот разговор, за тоа што вие го имате работено, бидејќи вие имате многу истражувано за Пијанечко-Малешевскиот крај, за членстве на црковниот одбор во село Трботивиште и така натаму. Сад тоа се надевам дека не ни пречи ветерот кој што денес е наш пријател или непријател. Меѓутоа, еве, што е оно што моментално го работите, на што пишувате сега? Дали уште некоја книга планирате? Јас не престанувам со моето творештво. Сега имам подготвено за печат 3 стихозбирки, а на 2 работам. Првата која е подготвена и треба да биде технички обработена за да влезе во печат е стихозбирката Тестамент. Во неа обработувам многу теми од нашето историско минато, од роднокрајната историја и географија, би рекол, топоними, значајни личности кои оставиле трага во животот не само на селото и општината, туку и пошироко на републичко, на државно ниво. После неа следува стихозбирката Аманет, која главно содржи песни посветени на значајни личности, аманетот на мајка ми, аманетот на познати личности, меѓу кои ќе споменам и една личност која даде особен придонес во изградбата и на овој храм, но и на многу инфраструктурни објекти во нашата општина и во нашето село. Тоа е покојниот Иван Иванов, своевремено и градоначелник на Делчево, односно тогаш се викаше председател на општината, а со негова заложба ние направивме реконструкција на оваа црква, на храмот, изградивме посебна една просторија, така наречена крстилница, која можете да ја видите, да ја снимите, која беше предвидено да биде постојана галерија на икони со од старите цркви во Трботивиште, ги имало 2-3, и библиотека. За да добиеме дозвола од неговото високо преосвещенство, брегалничкиот митрополит тогаш Стефан, сега архиепископот на Македонската православна црква, ние рековме дека ќе изградиме крстилница, и таа точно е крстилница наменета и за среќа
или совпадение Господово, првото крстено дете во таа крстилница е мојот внук Александар Васко, а него го крсти владиката Пимен, кој, бидејќи детето е родено во Лондон, а надлежен владика за Европската епархија е отец Пимен. Јас ви благодарам за денешниот разговор. Се надевам дека ќе успееме да присуствуваме на промоциите на вашите следни книги и стихозбирки на кои што сега работите. Сега работам, актуелна е книгата Македонските состојби, во која обработувам теми и од нашето актуелно секојдневие, од политичката состојба, слогата и неслогата на нашите политичари, односите со соседите кои се актуелни во овие последни месеци, да се надеваме дека ќе даде Бог здравје, да се надмине ова короната како едно светско зло, за да можеме да се вратиме во нормалниот живот, па дај Боже, како што рековте и вие, да направиме и некои промоции на моите нови книги. Благодарам уште еднаш. Вашата работа е плодна, но ви посакувам уште многу години плодна работа. Благодарам. Посакувам на вашата телевизија многу успеси и многу убави емисии и широк спектар на гледање. Ова беше се за денешното интересно издание на емисијата Интерактив. Се гледаме во следна прилика. До тогаш, довидување.